Денес ќе зборуваме малку за додатоци, за она што луѓето во главата го имаат како хемија или можеби нешто што не треба да го внесуваат во своето тело. Здраво на сите, јас сум Јосип Дамјанов, ова што го гледате е The Better Nutrition Show. На крај сме од еден викенд кој што претпоставувам за многу од вас беше викенд кој што можеби едва чекавте да заврши. Барем за мене беше така од причина што многу празници, многу неизбежни ситуации кои што се јаде и се пие. И сакав да заврши една причина што сакам да се вратам во стариот ритам, се надам дека и некој од вас го има тоа чувство. А и сум сигурен дека многу од вас практично донеле одлука за некаква промена. Со дел од вас и веќе направивме некои првични разговори, некој од вас и дојдоа во нашите канцеларии, се видовме, поразговаравме и ми е многу драго што 2016 година ви почна со една резолуција која што значи промена во делот на исхрана, физичка активност и во тоа какви навики ќе имам. И сум сигурен дека дел од вас на крајот на оваа година ќе наздрават за сето тоа што го постигнале како лична промена кај себе. Она за што денеска ќе позборувам е чисто нешто што ме инспирираше вчера. Имено бевме у Струга со дел од моите соработници да се видиме со некои од нашите клиенти, со некои од луѓе кои што се заинтересирани да почнат некаква промена и имав прилика таму при крајот на денот да поразговарам со една жена која што дојде практично за да направи промена, има малку посериозен проблем со вишокот на килограми. И разговаравме и сето тоа кое што она до сега го има пробувано и правено и неуспешно реализирано и сите тие пропратни здравствени проблеми кои што повеќето од нас сметаме дека се нормални да постојат. И жената практично си даде, да не речем, последна шанса да направи некоја промена која што конечно на долг рок ќе даде резултат. И на крајот пред да си оди, пошто веќе доста разврзавме комуникација и видов во очите дека практично и сака и веруваме и не верува. Од едноставна причина што знаете кога ќе имате пробано се и кога ќе имате можеби дадено доверба на се, а ништо од тоа нема да ви успее, малку сте и скептици. Али незиниот скептицизам најмногу потекнуваше од тоа дали јас сега ова што ќе го правам стварно ќе ми донесе резултати, што е ова што јас практично го правам, пошто до сега и моментално правам многу работи. Тоа за неа значеше поради навиките кои што ги има и поради вишокот на килажа кој што таа го има, значеше дека освен што има вишок на килажа има и многу здравствени пропратни проблеми или велнес пореметувања кои што значат од типот подуеност, значат неодење редовно во тоалет, значат покачен крвен притисок, значат болки во колената и инекции кои што треба да ги регулираат тие болки. И во принцип сватиле дека многу луѓе практично се мачат со тие работи и многу луѓе во своето тело внесуваат многу работи за кои што сметаат дека се во ред, а она кое што е во ред сметаат дека можеби не треба. И најчесто тоа доаѓа од причината што она што веќе го внесуваме како додатоци во исхрана најчесто препорачано од лекари, можеби се работи најчесто за некој лек, аналгетик, нешто што треба да смири болка и така натаму, но на долг рок тоа дефинитивно ви гарантирам, ви подпишувам со две раце дека нема никогаш да ви донесе резултат, од причина што ако погледнете, никој од нас и од вас нема некаков проблем кој што е поврзан со непиење на апчиња, додатоци во исхрана или така натаму. Никој од нас нема покачен крвен притисок поради тоа што не пие терапија за крвен притисок. Никој од нас нема холестерол затоа што не пие терапија за холестерол. Никој не добива шекер затоа што не се буцка со инсулин. Никој нема остеопороза затоа што не пие можеби некакви додатоци за остеопороза. Така.
И многу луѓе денеска пијат некакви лекарства и додатоци во исхрана и у принцип не им даваат никакви резултати. Сигурен сум дека и вие и јас познавам многу луѓе кои што пијат калциум, пијат магнезиум, пијат витамин Д као за остеопороза, у принцип ништо не се случува. Нема никакви подобрувања или има некакви минимални, ако многу луѓе се случува да работите дополнително одат во негативна насока и се влошуваат. Многу луѓе пијат омега-3 и понатаму имаат холестерол. Многу луѓе пијат и терапија за холестерол и понатаму имаат холестерол. Значи, она за кое што практично бараме решение е така како да го отклониме одреден проблем. Али отклонувањето на тој проблем најчесто и 99% лежи во недозволувањето да се појави проблем. Бидејќи никој не треба да се храни правилно откако ќе се поправи. Така, никој не треба да може би зема омега-3 откако ќе добие холестерол. Бидејќи тоа е една есенцијална маса која што ретко кој од нас ја внесува во доволни количини. И не треба да се случи проблем за да почнуваме да менуваме некои работи. А најчесто, на жалост, е тоа така. И она во кое што за повеќето од вас е решението и за кое што и за мене беше решението, е тоа што пред да внесете било каков додаток во исхрана или пред да внесете било какво апче за решавање на некаков проблем, вие мора да поставите основа на исхраната. Така, постои додатоци во исхрана, но пред додатоците постои основа во исхрана. Бидејќи вие ако немате основа на исхраната, ако на вашиот метаболизам и на вашето тело преку основна исхрана не му давате тоа што му треба, залудно давате додатоци на вашето тело. Залудно сакате да покачите имунитет, залудно сакате да ви се реши, не знам, проблем со столица, залудно сакате да ослабнете. Така, многу луѓе денеска пијат апчиња за слабење. Не баре се поправиле поради тоа што не пијат апчиња. Многу имаме погрешни мислења и митови во глава кои што не ни даваат резултати, ама и понатаму ги практикуваме и ги правиме. И нашата цел е практично тоа. Мојата цел и на тања целта е да ви помогнеме, да ви дадеме правилни насоки, да ви дадеме правилни ставови и мисли во главата за да почнете да спроведувате некои поинакви навики и поинакви промени кои што до сега не сте ги правеле, плашејќи се, и никако не сте доаѓале до резултати. Затоа она што е најважно денеска да го запамтите и да почнете од утре да го применувате или да барате да некој да ви помогне за да го примените, како да го споставите добра основа на исхраната пред да ставите додаток во исхраната. Бидејќи постојат многу закони во телото кои што се хемија, така, а од кои што сите ние бегаме, бидејќи сите процеси во телото метаболички се практично хемиски процеси. И во тие хемиски процеси телото побарува основна исхрана, односно побарува нутритивна вредност, за да може и овие додатоци кои што вие му ги давате, да може да ги канализира и да ги обработува правилно и да ги носи до системите во телото кои што тоа е потребно. Бидејќи така, ако земете витамин С, односно калциум, кој што голем дел од жените над 45-50 година го внесуваат поради појавата на остеопороза, калциумот за да се врзе и за да профункционира му е потребен витамин Д, кој што исто така се внесува како додаток. За витамин Д да профункционира, не знам дали знаете дека потребни се масти, бидејќи витаминот Д е растворлив во масти. И тоа се многу верижни реакции. Ова е чисто еден пример, али се во телото функционира едно позади друго. Потребни се неколку нутриенти за да може да се случи одреден процес. И затоа потребна ви е основна исхрана, додаток во исхрана, кои што заедно ќе дадат резултати. Бидејќи сите овие епизоди ќе бидат кратки, со конкретни некои можеби совети, со конкретни некои тригери кои што целта им е да ви поттикнат некакво друго размислување во глава. Јас не сакам повеќе да ве оптеретувам и да зборувам на овие работи, бидејќи сепак овие се многу, како да кажам, големи и сложени теми. Чисто сакам да ме разберете на еден народски начин што значи додаток во исхрана и зошто практично не функционира и каде треба да се менуваат работите. Значи, потребна ви е основна исхрана, потребно е да воведете нови навики доколку сакате нови резултати.